Возлюбени чеда во Господа, еве денеска, кога се радуваат ангелите на небесата и праведниците, ние пак верните чеда се радуваме тука на земјата. Се радуваме на настан кој се случи од преголемата љубов која Бог ја има спрема човештвото, односно да го избави човештвото од гревот и од смртта. Затоа Бог по својата волја и од неизмерна љубов го испрати својот единороден син, односно Месијата, Спасителот наш, Господ Исус Христос, да се вочовечи, односно да се роди во тело. Да се роди, еве денес временски да се роди, бидејќи тој е роден, вечно се раѓа од Бога Отецот. Ни се раѓа денес во Витлеемската пештера, каде што беше пречекан и даруван од пастирите и од мудреците кои дојдоа од исток за да му се поклонат. Така и ние денеска достојно со нашето доаѓање во храмовите на светата литургија му одаваме достојна почит и поклонение на родениот Бог наш Господ Исус Христос. Бог од бидејќи Бог е љубов и од својата неизмерна љубов го испрати својот син за да го измири човештвото, бидејќи во целиот Стар Завет преку пророците ни беше пророкувано дека ќе дојде време кога Господ ќе ни го испрати Месијата, Спасителот, за да не спаси од гревот и од смртта. Еве живееме во време кога владеат повеќе кризи, владее и социјална криза, владее и морална криза, владее здравствена криза. Значи време кое ни го допушти Бог, можеби и за наше вразумување, токму поради нашето однесување, односно поради нашата огревовеност. Значи, се повеќе царува злото помеѓу луѓето, царува лицемерието, застапена е зависта, љубомората, место да се сакаме, да се љубиме, да имаме братолюбие, кај нас се повеќе си мислиме лошо еден на друг. Значи, исчезнува доброто, исчезнува љубовта. Значи, со исчезнувањето на љубовта, ние даваме простор во нашите срца да се всели омразата, да се всели зависта, како што споменав, но Бог, еве, денеска на овој ден, нашите души и срца, драги браќи и сестри, да постанат Витлеемска пештера и јаслите во кои што беше Спасителот, бидејќи ни се роди Бог во тело, односно самиот Христос е наречен цар на мирот. Дојде да ни донесе мир во светот и така да направиме простор и место во нашите души и срца, да се всели токму Божиот мир и љубовта. На прво место да имаме љубов помеѓу едних спрема други, да се сакаме, да се почитуваме. Бидејќи ако ја немаме љубовта, тогаш ќе направиме простор да владее и зависта и омразата. Значи, токму, како што реков, живееме во едно такво бурно време, во време на пандемија, каде што треба секој да даде допринос и да се испазиме од оваа подмолна болест која не демне секој од нас. Не е никој имун, но пред се би сакал сите да го имате како началство и како фокус, односно центар да биде Бог, Богомладенецот, еве и ова лето Господово ново кое ни доаѓа да бидеме истрајни и да бидеме силни, односно да ни биде мотив како со тоа да се справиме и со оваа пандемија, но да се справиме и со нашата неморалност која има во народот, не само тука, него во целиот свет. Значи, гревовите пред се, значи, да се вроди во нашите души и срца покаяние, да се каеме за тоа зло што сме го направиле, да се сетиме дали на некој сме му сгрешиле, да појдеме да се измириме, бидејќи само преку простувањето можеме да се измириме и да направиме место на љубовта во нашето срце.
Значи би посакувам секој да има таа Божја љубов во себе, љубов спрема ближниот. Не треба ништо повеќе да направиме, само да го правиме онаа што сакаме другите нас да ни го прават. Сосема доволно, не треба кој зна што да се трудиме да направиме за да ние бидеме праведни, да бидеме исчистени. Значи, доволно е само да не го правиме тоа што не сакаме некој друг на нас да ни го прави. И нормално, таа е една од Божите заповеди во Новиот Завет, како што и да го сакаме и да го љубиме Бога со сето свое срце, со сета своја душа. И еве, во ова лето Господово, да ни биде за наше духовно растење, духовно очистување, за да таа Божја љубов биде во нас. Исто така, во ова лето Господово, сите да дадеме свој допринос и да ја победиме оваа подмукла болест, да искажам и една благодарност и од моје лично име и од името на моите браќа сослужители во Кавадарци, до сите здравствени работници кои несебично се дадоа во овој период и да им помогнеме со нашето однесување, односно да допринесеме и тие полесно да ни возвратат, односно да ни бидат од помош и тие да можат во поскоро време и тие да бидат одморени и да се посветат и на нивните семејства. Денешниот ден, Бадник, ден пред Божиќ, е самото име на зборот Бадник, драги браќи и сестри, значи бдење, да се остане буден, да го дочекаме радосно Христовото воскресение. Самиот збор е тоа, да се собереме семејно во нашите домови со скромна трпеза. Трпезите не мора да бидат преполни од се и се што, доволно е само колку да се одржи телото, односно да се вкуси по нешто. Бидејќи прејадувањето исто така е грев. Бидејќи некој можеби нема тоа што, место да го ставиме да ја преполниме масата и да нема место на неа, најусрдно и најпријатно пред Бога би било да се даде на тој што нема, односно да се направи милостиња токму во овој ден кога се радуваме на раѓањето Христово. Нека ни биде честито и благословено новото лето во Господово. Христос се роди, за многу години на сите.